Капките дожд во вировите пред партискиот штаб, како да беа најава за изборниот потоп на СДСМ. Тоа беше тема и за новинарите распоредени на задача на Бихачка, уште на затворањето на гласачките места. Имавме мирен, достоинствен и успешен изборен ден. Изборите беа фер и демократски. А председателскиот кандидат, поддржан од СДСМ и коалицијата Стево Пендаровски, и овој пат беше на неутрална локација, во хотелот Александар Палас. Разбравме дека Пендаровски веќе пристигнал, па тргнавме да побараме некој негов поддржувач. Hello. Тогаш не пресретна група туристи од Германија. Do you know what is happening today in Macedonia? Yes, not Macedonian people choose a new president. We know, but we don't know the political situation. Do you know that you are in the same place with the actual president? Yes, we know it, and my group, you are happy? Yes. Yes, I was very surprised to be in the same place as your president. As I heard it, and I saw a lot of people around us, and yes, it was a nice experience. Do you know who is actual president? No, I'm sorry. Our tour guide from the day who show us the city, he told today are the elections today. So we say, oh, some shops are closed in the city, and we saw in the city also some TV people, and we think, oh, it's a big day for this land. Туристите следеа фудбал, а од другата страна на хотелот, првата пресконференција се одржа 2,5 часа по затворањето на гласачките места. Пендаровски повторно беше во друштво на семејството и најблиските соработници. Представници на СДСМ немаше. Може мал се светлото тоа, ептене директно, некако може. Може малку да се... Окей, тома. Темно е? Пушти до таска. Пендаровски се помири со изборниот пораз. Сакам, согласно резултативе кои ги видовме досега, да им честитам на победниците, да им посакам успешна работа во следните 4, односно 5 години. Кажа дека знаелот и СДСМ не стои добро на анкетите, но обвини дека и други за теснопартиски интереси повикале на бојкот поради што загубил многу гласови. На кого сте повеќе лути, на СДСМ или на ДУИ? Не сум лут. Не сум лут затоа што ги знаев претходно сите битни параметри на кои почива политичката сцена актуелна во Македонија. Може да ви звучи како правење на генерал после битка. Меѓутоа, навистина, клучните параметри кои доведоа до овој изборен резултат и пред првиот круг и пред вториот, особено, ми беа познати. Меѓутоа, мислам дека покрај другите причини кои ги наведов, мислам дека во изминатиот 5-годишен период имав солиден мандат, кој не беше проткан со афери и мандат во кој покажав дека можете да бидете председател на сите. Вие сте професор, кажавте дека се враќате на професијата. Тоа значи дека нема да користите државна пензија? Не. Се враќам таму од кај што дојдов, државна пензија нема да користам. Изборната трка, Пендаровски ја заврши со заедничка фотографија со соработниците. Во меѓувреме, штабот на СДСМ се наполни за да се слушне обраќањето на лидерот. Денешниот резултат е разочарувачки. На СДСМ му е зададен тежок удар. Ковачевски најави партиски конгрес и избор на нов лидер и раководство. Пресконференцијата се следеше со разочарани погледи и задлабоченост во телефоните. Ноќта кога СДСМ ја изгуби власта, никој не смогна сили да зборува за личниот придонес за изборниот дебакал. Министер, ќе чувствувате лична одговорност за резултатот? Лична одговорност за резултатот? Ја има. Лична одговорност Спасовски за резултатот? Филипче, лична одговорност за резултатот? Симпатизерите и новинарските екипи брзо го напуштија штабот. Остана раководството на кој му престои анализа за најслабиот изборен резултат досега.